Хей, Пандамониум радио шоу број 39. Добродојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова е мојот човек Трајче и Кейт Activity. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко, здраво Пандамониум радио екипа, се надевам дека сте добро. First and foremost, најсреќен роден ден, Дарко. Господинот позади Пандамониум радио шоу и the driving force behind all of this, би рекол. Ти посакувам се најдобро, more life. Тоа не е нашата изрека. Интересно е дека ја и Дарко сме 3 дена само разлика, така ќе беше? Да. Тоест 3 дена разлика, инаку во години не сме исто. Јас сум на 27, Дарко му беше на 24. Значи буквално емисијава ја снимаме измеѓу неговиот и мојот роден ден, па се одлучивме да направиме као спешал емисии каде што ќе збориме за нашите почетоци, у смисла нашите почетоци со музика, кои се нашите први искуства со музика, од каде иде цела работа и од каде е оваа љубов што е вдахната у нас онака кон музиката, со таков респект да ја слушаме и да ја третираме. Еве, 20 плюс години подоцна, така? Да. Мислам дека има многу за зборење, па се одлучивме да направиме прва емисија каде што Дарко ќе збори за своите ствари, за неговите почетоци, за неговите искуства и после јас, бидејќи интересно е дека и двајцата потекнуваме многу различни средини. Ја до моите 13-14 години бев во Радовиш, таму живеев и буквално таму и се изградив на еден начин кој човек се до тоа време. И тоа е многу поразлична средина неголи што е Скопје, посебно зборам за, еве би го нарекол по-урбан онака environment кај што живееш ти. И тука има многу интересни ствари од каде што сме многу слични, а потекнуваме од многу различни места. Знаеме дека Радовиш ја нема воопшто културата што ја нуди Скопје, посебно во тоа време. Значи, искрен ки бидам, ја немав кино видено, дури не дојав во Скопје и такви некои моменти. И тоа е поразително многу, со што и случајот за многу градови околу цела Македонија. Така да, мислам дека ќе отвориме онака и ќе даеме две интересни перспективи на стварите, бидејќи многу луѓе не мислат дека ја и Дарко онака сме као исто, дека збориме сега, дека се слагаме, а уствари доаѓаме од многу различни места, од многу различни опкружја, ама некако преку своите филтри, преку све тоа што имаме искусено, стигнавме овде да имаме вакви изоштрени и слични, но и не толку исти стилови и вкусови на музика. Да. Така? Да. Па ајде ќе почнеме, брат. Има многу што да се збори, ама би рекол на пример као кои ти се првите искуства со музика? Дали имаш некои мемории кои што ти се поврзани директно со тоа? Например, дома слушање музика, твоите... Која беше годината онака прв пат кај што знаеш дека груваше на музика? Кај што веќе музика ти беше интересно, нешто кај што ти значеше онака? Гледај, не се сеќавам точно, не можам да се сетам, ама знам дека цел живот се слушала музика дома, не се сеќавам точно каква, ама знам, се сеќавам дека се слушаше, можеби Тоше Проевски, тоа време, Rest in Peace, Тоше баш вчера му беше роден ден. Да. Точно. Се слушаше, јас бар као дете слушав македонски бендови, дали беа тогаш оние Магија, Нокаут, не се сеќавам, тоа беше, значи сум бил многу млад, тука сум бил некаде почеток на основна школа. И се тоа ми умагла искрено, али можам да ти кажам вака дека на тоа се сеќавам многу добро, се сеќавам на првите искуства со музика од странство и со музика која јас сам успеав да истражам без да се пушти дома или без да биде некој стандард што се пуштал на радио или не знам што. Например, првата песна која мислев дека ја знам на памет да ја рецитирам или да ја рапувам беше Клинт Иствуд од Горилас. Тоа е за мене најпрвата песна, онака што памтам дека ми била добра, дека ми се свигала и дека сум имал некакви чувства за неа. Никад немаше да претпоставам дека Горилас онака Клинт Иствуд тогаш беше голем хит. Да. Се вртеше на Антена 5, се вртеше на MTV, се сеќавам, значи тоа беше некој период кој ја почнав да растам, да влагам во адолесценција, во некои такви денови кај што почнав сам да истражувам и сам да си слушам музика и се разбира првиот албум кој барав моите да ми го купат беше The Eminem Show од Eminem. Исто класик. Например дома, као например дали твоите некад влијаеле на барем на почетоците? Не верувам дека на стилот подоцна, ама например што слушале твоите као дали од таму потекнува например некои музички влијание? Дали влечеш од таму од твоите? Искрено не би рекол, брат, не би рекол. Мислам дека они слушаат музика која била
нормално, имаат растено во друго време, слушаат музиката која тоаш била популарна и актуелна. И можам да кажам дека моите се релативно модерни во поглед на слушање на музика, бидејќи знам дека нивните пријатели уште ја слушаат таа музика од 70 и 80, а они пратат нова музика, слушаат модерни радија и слично, сакаат да се во тек. Таа страна мислам дека имам наследено од нив. А да речем дека они слушале некои стилови као хип-хоп или слично, не. Татко ми има слушано рок цел живот. Мајка ми има наверојатно слушано слично нешто такво со поп, со некои други ствари. Точно се сеќавам дека имав некои парчиња музика дома, беше од R. Kelly едно CD, наверојатно беше The Best Of, нешто беше као поклон. Тоа знам дека мајка ми го слушаше и татко ми имаше неколку плочи кои можеби влечат кои имаат нека поврзано со хип-хоп, али поише се као стилот на реге, некој од оние Grandmaster Flash, ептен почетоците што уствари нема некоја допирна точка. Така да не можам да кажам дека моите слушале хип-хоп или дека има директно влијание, но од друга страна не се слушалам народна музика дома, турбо фолк музика, што можеби ете на индиректно ме стајало на некој под наводници прав пат, иако не постои прав и крив пат, али Так. едноставно мислам дека директно ми нема влијано, но индиректно ми има влијано и многу сум среќен дека уште како дете ми имаат поддржано да слушам музика што сакам да слушам, иако таа музика можеби не била баш добра за дете кое расте, кој не ги разбира толку добро работите. Премногу расправи и сум имал дома за тоа и плюс на буквално на 5-6 години, ама ќе стигнеме до тоа. Ја ќе зборам за тоа во следната епизода. Ама еве ќе продолжиме. Имаш кажано дека и у основно и у средно ти си бил човекот што давал музика. Како стигна до таму? Дали имаш на пример луѓе што се во поголемиот, што се поголеми, повозрастни од тебе, луѓе кои што биле во мало, кои што те научиле на музика. Бидејќи секад постојат такви луѓе, дали ги имаш, кои се, да ги поздравиме, кое ти е првото CD, дали имаш добивано музика од нив? Кажи ми за тоа, кој е првото, добро, окей, да Eminem Show, но еве почни, кој е првото CD кое што го имаш ти купено, кое што имаш даено пари за него? И кои се луѓето кои што на пример и дали има воопшто такви кои што те научиле на музика на еден начин? Брат, прашање е одлично. Значи ќе мора да почнеме да викаме гости за Трајче да ги покаже своите подкастерски способности и способности за интервју. Браво Трајче. Брат, мора да вака се од прво што ми доаѓаат се двајца најклучни луѓе, но се разбира огромен респект до сите постари од населба и сите постари луѓе во мојот живот кои ми давале било каква насока за музика. Прво е мојот човек Цуци, кој ми беше прв комшија од населба. Еве го овде. Да, неколку години постар од мене, кој го знае Цуци, он е дел од Шршац екипата, работи behind the scenes, може го знаете од журки, еден човек со брада, он слуша хип-хоп цел живот и он беше еден од првите извори на, да речем, првите идоли кои ги гледав како се облекуваат, како играат кошарка, како што слушаат и како се однесуваат. И он беше од секојаш тука да ми даде музика, да ми даде CD, да ми каже нешто. Со него сум бил на првиот концерт на Метод Мен и Редмен у Софија, можеби првиот концерт на двор од Македонија или меѓу првите. Он ме внесувал на журки кога сум бил помлад. И така, значи, може да дури да кажам дека и он влијал многу повеќе подоцна во мојот живот, али на најпрвите почетоци, братучет ми Мартин, шараут до Мартин, он сега живее во Германија, он беше исто така изгорен хип-хоп хет у тоа време, они дури мислам дека и се дружеа, се знае од негде. Интересно е дека кога идите кај нив на гости, он беше исто така многу голем фан, он свиреше виолина, беше голем фан на музика. Братучетка ми, сестра му исто така, братучетка ми слушаше електронска музика, идеше на сите оние први техно и транс журки што се организира во Македонија, а братучет ми беше изгорена хип-хоп глава, имаше нови изданија, имаше сорс писанија дома, целата соба им беше исполепена со постери. Ко вчера памтам, брат, неговата страна исполепена со исечоци од сорс, некои такви работи, не знам од кај ги наоѓал тогаш некои македонски списанија, а оваа другава деснава страна на братучетка ми, страната исполепена со флаери, постери од журки, меѓу првите журки кои се дешавале во Македонија тогаш, Карл Кокс и не знам тие луди 90-ти, почеток на 2000-ти. Две големи спротивности онака. Да. Така да Мартин и Цуци, со тоа што можам да кажам дека Мартин ми го поклони, тоа го памтам. Eminem Show мислам да ми купија моите, а Мартин ми поклони првите CD кои сакав да ги слушам као дете. Второто CD најверојатно беше албумот на Busta Rhymes, It Ain't Safe, ако не се лажам се вика, на која на албум на кој се наоѓа I Know What You Want, Baby If You Give It To Me,
Make It Clap, тук имаш уште некои бенгери, не се Да, сеќавам точно. Тоа е веќе 99-та, 2000-та, така нешто. не, тоа е 2002-3. Тој беше вториот или третиот Баста Раймс албум, го памтам. Да. Со тоа што Цуци ги имаше предходните Баста Раймс албуми, се сеќавам деден со црвен кавер, Salute the Gods, тој ги има вземено покасно од него, али Eminem, Баста, морам да се сетам, тоа ми настанато сеќавање, Мартин слушаше многу, да речеме, New York микстейп материјал, слушав микстейпи од Диди, од целата, не знам дали е тоаш Bad Boy или некоја следна екипа на Диди. Так. Се сеќавам на траката Special Delivery, се сеќавам дека ми пушташе на компјутер Gimme the Loot од Notorious B.I.G. Тоа ми се онака најпрвите сеќавања од музика што он ми ја покажувал, ми учел да ја слушам, така да Баста, Диди и после тоа се појави, се разбира, Eminem и односно 50 Cent и тука мислам дека се закачивме сите. Да, мислам дека тоа беа сите време и онака луѓе што се растели, барем што се родени пред 90, не знам би рекол 96-та, 95-та. Сите мислам дека тука е моментот, имаш 7-8 години онака. Ако имаш завршено 2 курса англиски топ, веќе почнеш нешто да сваќаш и тука настануваат проблемите кај што се закачуваш на Брат, музика. тоа е периодот, тогаш бев онака како дете воодушевено целата хип-хоп култура, целиот начин на облекување, што тоа значеше во тоа време. Тогаш се појави филмот 8 Mile. Значи моите не однесоа у кино да го гледам 8 Mile на не знам на колку сум имал таму години. Тоа беше ненормално искуство. 8 Mile саундтракот, тие што го немаат чуено, там има музика од Eminem, од 50, ама има музика 50 го има најдобриот врст таму на целиот албум. И од Раким, и од Snoop, и од Да. Значи има таму музика од многу луѓе кои ја например со Раким тоа сум се запознал прв пат. Да. Jay-Z и некои други артисти. За Така луѓе што не знаат, Eminem е ученик на старата школа, премногу ги сака сите стари рапери, би рекол, као луѓе ко Big Daddy Kane, Rakim, Kool Moe Dee, така да доколку најдете албум или саундтрек продуциран од Eminem, сигурно ќе најдете нешто такво, така да знам од кај доаѓаш. И тука значи тоа е тој период Shady Aftermath, значи се појави 50, кога се појави 50, тоаш бев тотално закачен на него. Значи 50, мислам дека беше In The Club првата песна. Да. Црвениот албум Get Rich or Die Trying. Yep. После тоа истата година или следната година се појави The Game, траката How We Do, е целиот албум The Documentary, кој ја лично The Documentary и Get Rich or Die Trying ги ставам може би брат топ 10 мои лични за сите времења или топ 10 од претходната декада, бидејќи значат многу. Да. Многу за мене лично. The Game мислам дека ги има најдобрите албуми во историјата на хип-хопот и мислам дека еден албум кој до ден денес немам скипови. Значи сите песни од прва до последна, 18 траки има, ги знам на памет. И тоа беше тој период, значи крај на основно сите се навлековме да слушавме музика и така истории почнав ја да давам музика, бидејќи јас некако стигав прв до музиката која беше интересна и беше актуелна тогаш. Дали преку седење од Цуци и од Мартин или имаш уште еден ист момент кога почнав да разбирам малце поише музика, идев. Татко ми тогаш работеше на факултет и работеше на страна некои други работи, работеше во една фирма за викенди, им ги поправаше, им ги одржуваше компјутерите. Идевме таму, он има брз интернет, дека бе интернационална компанија. У сабота, попладне, он иде таму да работи, ја идам со него, се закачувам, се пуштам на Каза или на LimeWire. Симнувам 50 траки. Толку сме стари, Им закачувам 50 вируси. И татко ми после мене седнува и го чисти компјутерот. Нема спаса тоа, брат, толку. И тоа беше тој период, баш сега се смееме, тоа сега е тробек момент, али стварно е така као морам да спомнам тука и Soulja Boy, на кој малце покасно се навлеков, али симнуваш музика, брат. Soulja Boy, за тие што не знаат, сега баш се поише збори за тоа како Crank Dead станува популарна и станува вирална. Он ја става Crank Dead, ама го менува името и пишува пример 50 Cent in the Club. In the Club, да. И сега јас од тука од Македонија симнувам 50 Cent in the Club, топ, најмногу сиц, најмногу личерс, ја симнувам многу брзо за тој стандард, бидејќи многу луѓе ја имаат. Ја пуштам и слушам и као Да. what the fuck, и втор пат ја пушташ и више си навлечен. Yep. Така да, тогаш симнувавме, тоа беше период кога што имаше многу онакви бутлег ствари на интернет, некои непостоечки ремикси, некои неофицијални ремикси на луѓе, некои едити. Се сеќавам тогаш дека симнував Bitch Please, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Bitch Please Cats, 2, 3. Тогаш навлегов поише у
West Coast, да речеме хип-хопот, и го заборив, али морам да го спомнам, шаро од мојот човек Цаки. Цако ми е другар од основно, заедно идевме на надпревари по математика као деца, брат. Али Цако исто така беше тоа време изгорен хип-хоп фан. И не знам како, али имаше оригинални CD и оригинални DVD изданија. Најбитно од сите за нас беше имаше оригинал копија DVD од Up in Smoke Tour 2001. Леле. Значи Up in Smoke Tour го имам гледано кај Цако над 100 пати, мислам дека. Сите песни, сите прелази, сите добацки ги знам на памет, за тие што не знаат Up in Smoke, сигурно ги има се на интернет, мора да го гледате. Тоа е турнеја на која настапуваат Ice Cube, Eminem и на крај Dr. Dre и Snoop Dogg. Тоа е епик. Тоа мислам дека се моментите што онака ми имаат изградено као човек да слуша музика, тоа е средината на 2000-тите, онака, и мислам дека тоа што јас го слушав после тоа беше агрегација, тоа беше најдоброто од до тогашните артисти, бидејќи тогаш стигаше многу касно музиката, ако Up in Smoke Tour бил во 2001, ние тоа можеби сме го гледале во 2005-2006. Не се ни сеќавам, али сигурно било тогаш. Да. Така да има такви неки моменти што ми имаат онака баш изградено као човек, као фан на музика пред се, и до ден денес ми се онака кор суштината на тоа како ја слушам музика и како што ми е интересно и што тоа не ми е гради интересно. култура, реално. Тоа гради култура. Брат, Up in Smoke беше феноменално нешто. Не знам колку пати го имам прегледано дома. Исто. Седнат на биро, нит лаптопи, нит ништо. PC, дечко, овде, 17-инчен екран, Space, саат и пол гледање, брат. Нит YouTube, нит ништо, брат. Симнување од другари, од вадење, немаше ни CD-ња, тоест немаше ни USB ни ништо, брат. Идење со CD, режење, не, имаше таму една песна, имаше една песна на Fuck You, кај што девојки у публика и креваат маиците. Лудо. Значи гледање цицки као мал леле, што е ова? Овие пушат трева. Eminem на настапот вади онаква секс дол, ја фрла у публика, ја малтретира тука на сцена, значи искачаат со лоурайдер на сцена, има дуќан целу позадина. Ice Cube се појавува една ледена коцка, се спушта као со лифт. Ненормално. Значи тоа е, го гледаш и не ти се верува стори што гледаш, и тоа ти е најважното нешто, ти останува врежено у паметот до ден денес. Брат, замисли у Скопје си 2005 година е, ние сме 15 години назад од светот. Ти се искочени од транзиција и си пушташ плей на Up in Smoke и го гледаш Ice Cube као се симења на literal giant Ice Cube и се спушта вака на сцена. Лудо, брат, ме разбираш како? За дете необјасниво е тоа, брат. Тоа фасцинира, тоа онака ти го опсема умот, брат, и сваќам зошто е тоа така. И штета е, ќе кажам, можеби ќе звучам cold head, ама штета е што не можете сега да го искусите тоа, бидејќи се е веќе достапно на рака, не ви ни треба тоа, буквално. Ама ние за да стигнеме до такво нешто, до такви материјали, за да го гледаме тоа, секад беше фасцинантно, секад беше фрапантно, барем јас знам за мене дека останував без збор кога ќе гледав такви работи, брат. Да. Скроз откачено. И тоа онака, тоа беше тоа што не натера сите да се облакаме така, да изгледаме така и си викаш чимо вие го носат тоа. И тука беше моментот. Многу широки фармерки, многу големи мајци, многу долги дуксери. Мајка ми беше у Америка. Прв пат и последен пат таму негде бев, не знам, 6-7 оделение. Тогаш се појави и Леброн Джеймс во Кливленд. Ми донесе дрес, ми донесе алки, ми донесе широки фармерки, некои дурекс, некои марами, значи онака скроз го пробувавме да го живееме филмот и да се облакаме така. И убаво ми е кога се потсетам вака на тие. Пимпен, брат. На тие денови баш ми убаво. Топ, не, види. Тоа е многу интересно. Како кај мене прилича да е многу поразлично. Ама тоа е интересно кои двете паралели ќе се видат, но еве, што потоа на пример како и дали ти беше тој инстигатор за луѓе околу тебе, твои врсници, да слушаат иста музика. Како беше ти прифатен тоа време? Тоа ме многу интересира, бидејќи Скопје е друга средина. Како беше овде прифатен у тоа време да бидеш со широки фармерки, да бидеш да го копираш нели, да си ставаш фластери овде на образ, пошто знам дека го имаш правено тоа. Кажи ми како беше тоа? Како беше еден ден школски да идеш таму и така да се понашаш, брат? Многу ме интересира. Каква беше рецепцијата на твоите врсници онака за тоа како ти се облекуваш и музиката која што ја слушаш? Гле, мислам дека во тој период во Скопје
во Карпош кај нас у Коменски, мислам дека не беше толку чудно. Постарите луѓе така се облакаа. Шараут до Мужес, шараут до цела екипа од Тафта 1 и од Тафта 2. Така се облакаа постарите. Сите ги гледавме нив. Цела екипа, Дени, значи сите, од оваа населба, Дони, значи буквално така сите што можеш да замислиш, изгледаа така, се носеше широко тоа, се носеше End One, се носеше, се слушаше, они многу слушаат, Тупак слуша, Old Dirty Bastard, значи Wu-Tang. End One ни даде Supreme. Да, значи тоа беше тој период и не бе воопшто чудно прифатен. Сите пробувавме така да се облакаме, сите носевме поголеми мајци, цело друштво Марса, Венко, Милош. Значи сите онака буквално сакавме да изгледаме така и да се носиме така, бидејќи секој од нас имаше, Венко имаше постар брат, Милош имаше постар брат, сите ги гледавме нивните друштва како се облакаат и како се однесуваат и ние го правевме тоа. Така да бевме прифатени сите. Сега тука беше моментот, јас бидејќи ја стигав до музиката, бидејќи постојано бев со MP3 плеер, бидејќи да речем имав компјутер, татко ми цел живот го работи, тоа имав компјутер, имав некоја технологија основна и ми вложиле моите, ми дале тогаш според нивните можности, ми купиле MP3 плеер, слушалки, Discman претходно или не знам што и ги имав музиката, едноставно и знаев да го работам тоа. Татко ми дека работеше со тоа, имав празни седиња, имав USB порт и не знам тоа што се ми требаше да го правам тоа. Имав Nero Burning Rom за режење седиња, па се знаеш, се пребацивме на MP3 плеерчи, онакви мали као USB ти тегнува, различни бои што беа. Да. Пред да се појават првите iPod-и. И мислам дека тоа дое многу спонтано. Јас имав музиката, ја дистрибуирав на кој ќе ми побараше, дај брат напуни ми го со музика, го зимам, му го враќам утре ден у школа, цела музика што имам ја има и он. И така и се ширеше музиката. После тоа ако некој друг има, ќе земе од Цако или од некој друг што ќе добиеш од постар брат или од негде, дај музика, ја пребацува, ние да слушаме. И тоа не беа албуми, тоа беа синглови, ремикси, глупости, некои песни подпишани погрешно и пошто можеш да собереш 25 траки на твојот MP3 плеер, не можеш поише. Да, беа 128 мегабајти на почетоците и така пред да биде the struggle is real буквално. Да, пред да биде тоа многу популарно. И мислам дека така испадна, мислам дека сосема спонтано испадна и мислам дека не можам да кажам дека бев тој што ја ширеше културата, едноставно бев човекот што имаше музика, имаше технички можности да го прави тоа, а сите да ширевме културата, сите го живеевме тоа или мислевме дека го живееме. Да. Го живееме тоа. Шараут од цела моја екипа од Коменски, од братство, основно. Добро, ајде сега еден curveball, пошто факт е дека као генерално низ твојот живот хип-хоп бил главниот жанр. Као стигна, пошто многу луѓе не знаат, која почна твојата диџејска кариера, ти почна некако, не пред се, барем твојот ментор беше многу добар и многу познат и многу искусен реге диџеј. Шараут Гето Руди. Кажи ми како стигна тоа. Тоа е curveball, луѓето не би го очекувале. Човек што цел живот слуша хип-хоп, почнува со реге музика да пушта. Како стигна до тоа, таа транзиција и од кога регето е кај тебе онака можеби ко втор жанр што го слушаш повремено или паралелно со хип-хоп музиката? Вака брат, тоа се деси се сеќавам кога искочи песната This is why I'm hot од Mims. Тоа што си реков, абе шо е ова, не ми се свиѓа. Ова е нешто многу различно од тоа што од 50 Cent и од цел G-Unit и цел не знам Dr. Dre, Shady Aftermath и West Coast, што и да сум слушал, не се ни сеќавам тоа, шаме да речеме, сме слушале West Coast, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, 50, цел G-Unit, нивните екипи, Ice Cube, нивните екипи. И кој искочи Mims This is why I'm hot, си реков, абе шо е ова досадно, ја се повторува едно исто, чудно звучи, не е тоа едноставно. Пошто е спој од истокот, од западот, од све живо е споено во една песна, брат. Ми беше многу чудно, искрено. Да. А не дека не слушав Dirty South, бидејќи баш со Цако слушавме Young Jock, например. It's going down, meet me at the mall, it's going down. Значи, не дека ми сметаше Dirty South музика. Слушавме Steel Tippin, Swisher House, тоа заборев да го спомнам, значи не дека беше само тоа. Не дека беше само West Coast, него беше и Swisher House, беше по нешто Master P, беше по нешто, тоа е устари Хјустон, Мемфис, не знам дали имаше Атланта, па слушавме Атланта, Лил Jon го слушавме, како не? Да. Значи не дека само не го знаевме ние тоа, ме разбираш како? Да. У смисла не беше ова е Атланта трап, ова е као знаевме само дека е кранк музика. Зошто? Пошто Лил Jon го велеше тоа дека е this is crunk music. Да. Само тоа.
Ама не знам зашто во еден момент таму тој период кој искочи This Is Who I Am, значи најверојатно 2008-2009, едноставно ми здосад, тоа не ми се свигаше. Така. Најверојатно нешто во мене беше као го имам ова преслушано. Следново не ми се свига да ја Која истражам година е Мимс? Ба мислам дека го 2008-2009. Така беше нешто. Не, мислам дека е 2009-та. Дури може да е порано, брат. 2007, 6. Па Така ваља. не знам, сега прво ме таймлайнот да си го направам у глава. Ама знам дека многу се збореше за песната која искочи, брат, пошто беше онака многу луѓе беа изиритирани пошто како можеш ти да си сега и Њу Йорк и да си Калифорнија и како што се случува овде, брат. Да. Имаше многу коментари околу тоа. Океј, извини. Не се сеќам тука само дека Kanye нели Graduation излега од 2007, ама не сум го слушал сигурно Kanye, ама знам дека го испратив бифот помеѓу 50 Cent и Kanye. Да. Што така тој период е негде. Ама тој беше многу краток период, не ми се свигаше, тоа беше време да истражам нешто ново. Имаше едно CD татко ми 100 рок класици или не знам како теме топ 100 all time Океј. реге класици. Таму имаше рок класици, извини. Таму имаше брат се освен рок, значи беше почека на као рок, поп рок од 80-ти, од 70-ти. Океј. И таму имаше 3 траки од Боб Марли. И имаше 2-3 траки од оние Inner Circle и Bad Boys, A La 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 Long, UB40, Inner Океј. Circle, Боб Марли. Не знам како од тие 100 траки, тие 5 ми закачија, од оваа гледна точка знам како бидејќи тоа е Да. уствари коренот на тоа Нормално. ние што го слушаме, не ми закачало нешто што било по-фанки, ми закачало ова што било по-реге. И тука почнав да навлагам многу повеќе у реге водите. Почнав да слушам Боб Марли, тоа е класика за секој реге Да, фан. тоа би било стартна точка, не е ни срамота да го кажеш тоа. И тогаш тренирав кошарка, брат, и шаро до Лука, нашиот тренер, и му кажам на Лука дека слушам реге, он вика, абе ти што слушаш реге, само Боб Марли слушаш. Викам, па тоа е реге, бе, абе од кај знаеш ти што е реге? Вика, комшијата мој што живее до мене, реге диџеј, ќе му кажам да ми даде цедиња, да ти дам да видиш што е реге. Вау. Носење, брат, цедиња од Гето Руди, од 10 цедиња, а тогаш тој период, крајот на 2000-тите, е најголемата експанзија на, се вика Modern Roots реге тоа. Тоа е, за тие што слушаат маца реге што знаат, тоа е генерацијата на Сизла Калонджи, Кейплтон, тоа се појавува Шон Пол, тоа се појавува Морган Херитидж, цел бенд, ќе заборам сега некој, ама сигур таа цела генерација, таа цела епоха, бидејќи 2000-тите и денсколот и регето до ден денес се сметаат за златни години, бидејќи тие тоа се годините каде што паралелно и денсколот и модерн рутс по стиловите од Јамајка имаат многу големо влијание низ целиот свет и се многу плодни, како да кажам. И тогаш навлегов тука и тогаш кога дознав дека постои, а ја претходно го слушав Шон Пол. Шон Пол беше можеби првите цедиња што ги имав добиено заедно со Баста Ремси, со тие, прво на првото CD со Like Glue, со Get Busy, мислам дека тој период 2004-2005 е тоа. Ја бев mind blown кога ствари сватив дека постои денсхол, дека постои као цел правец, као Шон Пол. Дека мене тој беше прејако, брат. Шон Пол, Акон, тие стилови беа прејаки. Кога дознав дека постои цел правец, да. што е онака, ова е тоа. Биниман, Vibes Cartel, Кейплтон, не се ни сеќавам, брат, сега да не ги спомнам имињата, али бев mind blown и паралелно бев mind blown со сето тоа реге што тогаш излагаше и беше многу свежо тој период. Тогаш си имаше појавено Gentleman, тогаш беше најплодно онака за реге и шаро до Гето Руди, мислам, big up Гето Руди, човекот што ме внесе во реге и во денсхол светот, во светот на Јамајка, светот на јамајканска музика и цела музика што е плод на јамајканската музика, бидејќи јамајканската музика има огромно влијание на музиката што слушаме денес од хип-хоп па се до од хип-хоп поп па се до електронски музики, бидејќи тоа е некоја друга тема, ќе збориме таму, бидејќи електронската музика потекнува од инструменталната даб музика. Да, од даб музика, да, се знае тоа. Која е уствари инструменталната верзија на реге со многу ефекти, со Види, многу. тоа уште ден денес постои во Британија, брат. Британија има многу јака даб култура. Да. Каде што Европа. И да, општо дека од таму потекнува грајм, од таму потекнува све, брат. Сите поджанрови во британската сцена потекнуваат од даб музика, да не се лажеме. Да. Преголемо влијание имаат карибите на светот, посебно во музиката. Така да шараут Гедо Руди што
го вдахна тој жар во човеков за да е таму кај што е. Да, брат, и онака и тогаш имаше еден период кај што интензивно слушав само реге, не слушав хип-хоп. Тоа може би пола година, може би беше година, нешто Так. такво. Па тоа ми беше следното прашање, у смисла кај настана таа фузија, пошто стварно и низ твоите сетови, може би повеќе порано него ли сега ти инкорпорираше некоја таква музика. Сега веќе е во друга форма, каде што постои афробит, постои ама пијано, така? Ама порано беше поише засновано кон тоа. Како успеа да направиш таква фузија? Како, например, го зеде тоа што тој те зел по негово менторство и како го инкорпорира тој скилсет за да миксаш веќе хип-хоп и да курираш музика? Како стигна се до тоа? Не се сеќам како, мислам дека многу природно се измеша работите бидејќи сватев дека самите артисти помеѓу себе имаат соработки. Да. И имаат ремикси помеѓу себе и слично. Година покасно се појави Distant Relatives од нас и Дамиан Марли, кој за мене исто беше mind-blowing момент. Дамиан Марли, Welcome to Jamrock и целиот тој албум Welcome to Jamrock, кој ги имам тука неден на CD, тоа е не би рекол повеќе хип-хоп од толку реге, но тоа е многу модерен реге зачинет саунд, што уствари во него укомпонира и многу хип-хоп и многу денскол и многу рага и многу други правци кои се актуелни тој период. Gentleman исто. Реге да, али има многу допирни точки со тоа што сум го слушал и тоа што сум го правил. Башка е европски артист. Плюс тоа, европеец. можеш многу поише да се поистоветиш со него, дека е белец како прво. Gentleman и Албороси кој од Италија. И тука некаде не знам како за мене беше исто. За мене да, знам дека потекнуваат две различни страни. Тогаш се вратив на хип-хопот, се појавија целата таа нова генерација на не се појавија него, тогаш пак имаше нека експлозија на Kanye, Fabulous, не знам дали се сеќаваш на Мейно, артистот, Million Bucks, траката. И тука 50 Cent уште беше до негде актуелен. И беше промена на генерациите, но пак се вратив и на хип-хоп. И кога почнав да пуштам музика во 2009 година во јуни, во јули, на мојот прв сет пуштав сите хип-хоп класици што сум ги слушал, пуштав реге, пуштав денскол и пуштав многу нов модерен хип-хоп за тоа време. Као Мейно и као други ствари кои излегоа. Fabulous, 50 Cent, Baby by Me, од прилика, не фаќате за збор, али така. Од прилика тој саунд This is why I'm hot, после некој време ми се засвига. Тоа беше само еден период кај што не ми се свиеше и едноставно се споја работите. Сега многу интересно како дојде името Iris Scratch. Iris Scratch беше уствари, јас го имав напишано на Skype, на статус, брат. Iris Scratch, бидејќи тоаш бев фасциниран од јамајканската култура која ја истражував, и тој патва јазик и целата растафаријанска религија и ајпал култура и се тоа што застапува, се тоа што е коренот на Јамајка и што се случува на Јамајка во моментот, бидејќи коренот на реге музиката со ситуацијата на Јамајка е тотално различна работа. На Јамајка до ден денес бандите и криминалот и тие и лошите работи се поизразени отколку растафаријанството, што е да негде нормално. Растафаријанците живеат таму на една планина. И значи тоа беше Айри, мојата да речеме јамајканска страна. И Скреч беше мојата хип-хоп страна, јас стари тоаш гледав, тоа се појавува оние видеа, скречови, бетълс, се палевме на тоа, грамофони и ово, она и као, Айри, мојата реге страна, Скреч, мојата хип-хоп страна. Ама тоа не си го дав јас сам не си го дав ја името, него само го пишав на Skype на статус. Так. Кога бев прв пат на Реге Србија фестивалот, заедно со Гето Руди и со Јаман, со Аритон, шараут до Active Rasta Selectors, Гето Руди пред сите ме представи овој Айри Скреч. Името залепи. Да, таму е веќе е конкрет. Да, и као тоа е тоа, кога се запознав со цела балканска реге сцена така на некои 15 години, не знам николку не сум имал, може и помалце. И кога се запознав со сите така, тоа име ми остана. Некога дое време да пуштам музика година две покасно, нормално дека го искористив тоа име, брат. Да. Шаро до Ијан кој ми направи, Ијан или Венко, не се сеќавам, кој ми направи првото као локце, мислам дека беше Венко. Iris Scratch со црвено, жолто, зелено. Ја имам маичко од тоа, бе, брат. Ја имам маичка ако не се лажам од тоа. Не знам ли имаш од тоа или од друго? Не, ја имам од тоа со кругот што е. Не, тоа беше после. Тоа е второ, да. Шаро до Флим за тоа. Да, готово. Тоа е епик, тоа до ден денес го користам, јако е крајно време да се смени и работам на случајот да го апдейтирам малце. Лудо, брат. Ја мислам дека од таа гледна точка, од сите ствари како се десиле, не можеш и ќе било жалосно ако не си Iris Scratch, ме разбираш, као
Ја искрено на Дарко никад му немам кажано Айри. Дарко за мене ќе остане за цел живот Дарко. Не можам да му кажам Айри или као Дарко е Дарко, ама како и да е, као уметничко име, немало ништо друго смисло освен Irish Crash, брат. Не постои. Да, брат, има многу предности. Кога напишеш на Google нема друго. Че не е копија на нешто, нема истаков на другата. Не постои. На другата страна. Постои DJ Айри од Холандија, постојат многу Айри бидејќи тоа е застапено често во реге. Ама DJ Айри не е еден од диџеите на Miami Hit. Ако не се лажам, такво нешто. Има еден таков DJ Айри од Miami Hit, има еден DJ од Холандија кој е исто така кој настапуваше на Red Bull 3 Style битките и тој пушта нешто реге хип-хоп тој стил. Али Irish Scratch нема. Али нема Irish Scratch. И тоа е многу битно. Тоа е, да. И мислам дека името многу добро ми стои, брат, дека Irish значи позитивно, uplifting, среќно, весело, така ми се сметам за дека сум таков. Можеби не секогаш или во поголем дел од времето. И мислам дека Irish Scratch добро залепи и ако тогаш имаше old heads што ми збореа, аве ти имаш скречу името, не знаеш да скречаш и некои такви работи. Гонете се. Единствен период кога што сум мислел дека не ми прилега е кога сум пуштал само трап таму некаде 2014-15, кај што бев заглавен у трапот и кај што реално ни немаше ни Айри, немаше ни скреч од на музиката што ја пуштав. Реално е така. Не, добро, интересно, да. Али сега со афро, ама пијано, мислам дека си го враќам кредибилитетот на името, а скреч, здравје Боже, кога дојде време, брат, ќе се поднаучи малце боле скил. Се дур носиш насмевки на луѓето, Айри, кам, тоа е топе, ама ти велам интересно. Не знам, тоа е многу интересно дека целиот тој тек носи, као луѓе не знаат што се значило. Ја искрено не можам да се ставам во позиција на човек сега што има 15 години, као кој е неговото искуство со музика и како тие луѓе. И затоа, например, ќе бидам искрен, затоа, например, сваќам и луѓево што зборат и луѓето што се постари од нас. Затоа и цело време било за абе што знаеш ти, не знаеш ние како сме стигале до музика. Стварно иделе на огромни должини за да најдат музика и да стигнат до таа музика, брат. Ја имам сеќавање, имам правено муавет со многу луѓе за како уствари успевале да стигнат до такви CD-а, до такви материјали, за да ја слушаат таа музика, бидејќи во Радовиш ако појдеш у тоа време у било која продавница за музика каде што се продаваат CD-ња, најчесто и книжари, кај што беше само српско, Желјко Самарџич и како немаш немаше ништо друго, ме разбираш. Немаше да идеш место каде како се беше од човек на човек, само требаше да ги знаеш, идеш се дружиш со луѓе и како најчесто беа непосакувани ликови кои што твоите не сакаат да те гледаат со нив, ме разбираш. Малград сите се знаат меѓу себе, се знае кој што при, ама тоа ќе збориме наредно. Така да, на пример, измеѓу као сето тоа, дали имаше некои паузи онака каде што имаше некои нагли промени, на пример, кога искуси, дали идеше цела, вака, дали идеше кон, на пример, ако си почнал веќе да слушаш од 2000-та, 2001, 2002, дали си идел као секон нова музика или си истражувал и стари ствари? Као, на пример, стигна да истражиш old school, такви некои работи? Брат, мислам дека се тоа се случуваше периодот до 2011-12. Мислам дека тоаш постојано слушав цело време некоја имав некоја фаза кај што слушав различни работи. Имаше еден период кај што слушав многу The Roots. Значи Roots слушав многу, знам дека слушав Roots исто време кога слушав Black Uhuru од реге сцената, што исто така беше некој тробек. Се сеќавам ко вчера онака дека ми се у ист момент од животот ми се у глава Roots и Black Uhuru. Постојано идев назад, но повеќе одев напред колку што одев назад. Истражував, слушав постојано, јас сум огромен фан. Тоа што се појавија торенти, симнував онака дискографија на не знам, на The Roots, дискографија на Gentleman, дискографија на Tupac, не знам, или секогаш си ги симнував оние компилации, Best of Def Jam, Best of Death Row. Top 250 old school hits. Мислам дека повеќе ми од таму школата, историјата, отколку да ќе излажам ако кажам дека сум ги слушал са сите албуми еден по еден. Дека сум зимал да ги преслушам сега на нас 5 албуми, на нас не сум бил ни голем фан, се до 2020, 2021, ше многу full circle момент. Се смени. Али, на пример, Eminem, Tupac,
Биги се разбирам, Биги има 3 албуми, брат, не е дека треба нешто некого да истражуваш реално. за да го преслушаш. Од таму ми е повеќе историјата. И се разбира од идење на журки, слушање музика, читање, гледање материјали, постојано дознаваш по нешто ново и си го наоѓаш својот пат. Така. Те интересира, слушаш, не, ти факјуво или не ти факјуво, зависи во кој период од животот. Ке признам дека например Wu-Tang ги немам убаво преслушано, бидејќи не ме привлекувал тој саунд. Од сегаш ме привлекувал тој малце по весел, по парти, по како да кажам. Ја По таков памтам, саунд, брат, дека тогаш слуша 50, In The Club, цела Scott Storch продукција и слично, и после слушав и T-Pain. T-Pain ми се свиѓаше. Baby Bash ми се свиѓаше бидејќи влечеше некај регија, некај денсхол, некај афро. Akon го слушав многу. Од секогаш таму ми беше така. пуше ми беше таа насока отколку на Backpack раперска варијанта кај што читам са лирикси, пишувам лирикси. Ја ќе бидам искрен, ја прв пат кога чув Wu-Tang Triumph, збунет верував, не знаеш што е, ама ми се свиѓаше, беше дека беше чудно. И се реков као ќе чујам пак. И као се навратив. Ја имам слушано, ама да, тоа е интересно дека као на пример и јас конкретно и мислам дека тоа е за сите, брат. Дека секад у твојот живот си имаш фази каде што се дешава само да се фокусираш на нешто. Јас сум имал моменти кај што сум се фокусирал, сум викал окей, сега сакам да истражам све од old school онака. Као имам слушано Ама што значи old school? Мислам, на пример, не, као до 2000-та би рекол, као до 2008. Ама мора да почнеш артист по артист или група по група, она. Да. Лейбл по лейбл. Имаше тоа shout out to Steph. Тоа ушо средно имав една фаза каде што имаше едни миксови, брат. Не ни памтам страната како се вика. Беше некој радио. Дали DJ Jaguar, нешто такво беше, лудо беше, каде што човекот прави микс од 50 или 100 траки, секоја следна е од најголемиот хит од следната година. И као буквално ги имав запишано сите траки кои се, идење на интернет, веќе интернет беше достапен, тоа беше средно. И као истражување страшно онака, I was on a warpath. Буквално се дур не ги најдов сите можни албуми, брат. Имав преслушано у 2 недели едно 5-6 албуми, каде што буквално онака, и мене тоа ми беше обсесија, брат. Најдобрите траки кои што ми се свиѓаа, так штиклирани извадени од тој албум. Не ни постоја таму више албумот, не се не навраќам на него. Знам што ми се свиѓа, ме разбираш? Нема, као ретки се такви албуми кај што си и ова топ цело ми се свиѓа, ќе се вратам на него. Така не беше. Сега така слушам музика. Порано не беше така. Порано многу филтрирав, брат. Ама мислам дека и сега тоа ти останато со курирањето на плейлисти, ги вадиш песните кои ти се свиѓаат и одма ги ставаш во плейлиста. Апсолутно. А јас ја немам таа навика. Јас секогаш си викам, абе чекај, може за една недела ќе ми се свиѓа уште некоја друга и не го отфрлам целиот проект. Не дека го отфрлам, ама на еден начин и да, го отфрлам, пошто ретки се тие албуми кои што можам да се вратам и цел да го преслушам пак. Ама да, интересно е дека онака си се враќаш некад и си имаш моменти каде што ќе истражиш нешто ново, а е уствари нешто старо што има искочено многу оддамна. Затоа велам, не се доискажав преска. За нас многу поразличен е начинот на кој што сме консумирале музика. Онака, луѓе кои што имаат сега 17-18 години ваѓа и нема ни да не сватат, пошто нормално е. Не знаат што е Berkshire, не знаат што е LimeWire, не знаат што е Napster, брат. У тоа време ја и ти имавме Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, како татко ти има открадено пари од државата и буквално онака као тоа е интернет, како се викаше ADSL? Не. Као беше интернет од Телеком, нема врска, македонски Телеком што и да беше тоа време. И беше со 1 килобайт на секунда. И као тоа беше врв. Не дај Боже, ако задзвони телефонот, интернетот паѓа, даунлоудот ти прекина и почињаш од ново. Да, ма не можеше да се симнува музика ако имаше таков интернет. Јас се сеќавам на таков интернет, се пуштав да видам резултати од NBA од финалињата Лейкерс кога освојува. Да. Тоа беше 2001. Ја буквално идев у интернет кафења и од таму си мињав музика, брат. Па да. Тоа беше кој пари да. Па да. Така и многу се ширеше музиката, преска што кажав со MP3 плеерот, исто така у интернет кафења се ширеше музиката и се слушаше музика и се ме потсети на ова. Да, тоа беше момент со
Ја не сум дремал многу, не сум геймал интернет кафе, али ќе раскажуваш следен ја пат. премногу, да. Кога ти поминувала малата таму. Дека тој е дел од види, тоа, брат. Ова ти што го кажа, и ова ја сега што ќе го зборам фактички следна епизода, сосема поразлично, брат. Многу поинаку, а и тоа е многу луда работа, дека секој има своја прича. Сега да седнеме било кого, брат. Што знаеме дека ден денес е толку као би рекол, загран за музика и ден денес сака музика, еве, кој што сакаме ние на пример. Сосема различна приказна ќе имаме. Секој има различна Тоа е приказна. многу луда работа каде што музиката е толку универзална, е толку индивидуална, брат. Скрос. Многу чудна работа е и затоа ја на пример као си во вреднуем тоа што времето потрошено, брат. Време потрошено за музика слушање не е време потрошено, ја така велам, пошто посебно ако ја вреднуеш, ако ја сакаш и ако не си ја негуваш за себе, брат. Вреди. Вреди многу бидејќи као тоа ја и ти што го имаме правено, тоа нас не има изградено. Ја верувам дека музиката која што имам слушано и знаеш како и не само музиката што имам слушано, туку музиката тоа што ми го зборела мене, брат, Eminem слушавме кога имавме 7 години, ме разбираш кога Kill You е 2004 година. Ја имав 9 години, 10 години, толку сум имал макс. Го слушав Eminem као сака мајка му да се убие, ме разбираш? Тоа буквално ти вели као right or wrong, као дали е право или не. Тука филтрираш многу ствари и мислам дека многу битна работа е, многу барем за критичко мислење каде што можеш да разликуваш што е добро а што не. Тие ти ја даваат перспективата. Твое е да дали ќе што ќе извлечеш од тоа, да, као многу интересна работа е, многу гради карактер според мене, многу гради култура у тебе, како и да се однесуваш и све. Бидејќи кој што кажа брат, си да сакавме така да изгледаме, си да сакавме се угледувавме на такви луѓе, ни збореа од дома. Дали имаше притисоци од дома? Тоа ми е многу ме интересира. Брат, за слушање музика и зашто на пример? не сум имал. Најголеми караници до ден денес ги имам, брат, со моите е за носење спуштени фармерки. Значи сум имал сериозни караници дома за тоа. Во годините кога сум бил тинеџер, кога знаеш дека дома се лошо ми мислат, Да. они мене ме замараат. Ребел Најголем проблем сум имал со носење на многу широка облека, а и тоа поминувало дека ети братучет ми се носеше така и беше некој тренд тогаш низ Скопје се изгледаа така многу луѓе, али спуштените фармерки моите до ден денес не може да предат преку тоа. Мајка ми некако ќе ме види вика немој многу да пиеш вечер и крени ги фармерките. Двете работи не ги правам. Тоа е предобро. Види, мислам дека као не се ни они криви за тоа, брат, не го имаат слушано, брат. Ја на пример со мајка ми сум имал многу муабети за тоа, мајка ми слуша многу музика, мајка ми многу сака музика. И имам правено муави као порано, а само ова ќе го кажам, као порано се каравме многу, каде што ми вика само слушаш тоа као курви, пари, дрога, само црнци слушаш, вика као чуј нешто наше, така ли те учев, тоа ли ти пуштав ја кога беше мал, шо е ова и као не знам брат, и тоа веќе беше кај што можевме да правиме муабет за тоа и буквално само ќе пуштам Мек Милер, брат, и женава као вика ова е топ. И ова ли слушаш? Не знаев дека ова слушаш, ме разбираш како ви. И нормално е тоа, само ти го гледаат најлошото, пошто факт е дека слушаме таква дерогативна музика. Тоа е хип-хопот, ме разбираш, уште од самите почетоци тоа е, брат. Као 90-ти веќе почна Ептен да е прљаво, Ептен да стане онака стварно dirty, кај што се зборат се и свашта. 70-ти и 80-ти било поише ко фанк музика за уклубче, за удиско, идеш ролери да си свртиш 2-3 круга, топ, тогаш немало ни пцовки ни ништо. Но веќе 90-ти, тоа ние што сме растени, тоа беше крајно дерогативно и тоа прифаќам дека родители нормално бива. Но во сето тоа наше е ние да го најдеме правото од тоа што не треба да биде така, ме разбираш, као right from wrong, треба секој човек да разликува и мислам дека таму хип-хопот е најдобар бидејќи е толку многу версатилен што стварно можеш да најдеш и најпозитивно нешто позитивно во најлошата трака, онака најгнасната трака, најпрљавата трака можеш да најдеш нешто. Мислам дека и до ден денес е така, брат. Се уште? Тој што гледа малце критички настроено музиката и што ја слуша и во многу убаво кажа, брат. И до ден денес е така и ми се случува тоа до ден денес. Па заради тоа ја заради тоа ден денес уште се чувствувам така, не знам, уште сум загреан за хип-хоп музика, брат. Сакам да видам што ќе се понуди следно, ме разбираш како наполни веќе 20 куска. Немам проблем со тоа
да седнам и да изслушам, да видам што, као секад мислам дека можам поише да научам, секад мислам дека може некој поише да ми каже. И тоа што кажат, на пример, не се угледувам, но пошто е мислење и као знам дека и да дое некој да ми каже нешто, ќе го почитувам тоа, ќе земам, ќе размислам, ме разбираш, ќе фатам и ќе го размислам тоа што ќе ми го каже. На крајот на денот тоа е најбитно, брат. Да. Еве уште едно прашање. Низ твојот живот ко мал, дали секад си се инспирирал за хип-хоп од хип-хоп глави? Или имало луѓе кои што не слушале примерно хип-хоп, ама знаеле, имале неколку добри албуми кои што ги споделиле со тебе што се хип-хоп? Пошто ја имам некој мислење каде што луѓе кои што не слушаат хип-хоп најчесто имаат многу добро нешто да понудат од хип-хопот, дека ќе слушнат нешто скрос од страна онака left field, нешто вау забегано. Ја имам такви неколку моменти, тоа ќе го зборам следно бидејќи тоа ми е многу интересна перспектива. Не, ај Може да се седиш на дека збориме сега таму да речеме до почетоците на мојата кариера диџејска, значи до тогаш мислам дека не. Мислам дека таму до сега еве да речеме до ова денешно време. Мислам дека за хип-хоп конкретно сум се инспирирал и сум добивал совети, албуми, препораки од хип-хоп глави или луѓе што слушале хип-хоп заедно со други работи. Разликата е што сум се инспирирал од другите луѓе, сум се инспирирал и сум учил за нивната култура, дали е тоа електронска музика, така. дали е тоа реге светот, растафаријанство и слично, дали е тоа некоја фаза кај што сум слушал можеби ска, можеби супер хикс и тие ствари, можеби после тоа drum and bass, па после тоа дабстеп, електронски музики секакви и слично. Од тие луѓе сум учил тоа и сум пробувал да сватам што е нивната култура и можеби да го прифатам тоа што ми се свиѓа, да го отфрлам тоа што не ми се свиѓа, можеби да научам нешто и можеби да го компарирам во мојот сет или во мојот начин на слушање на музика. Постојано сум бил отворен, не сум бил заглавен во хип-хопот, постојано сум бил отворен за различни правци. Кога деца сме слушале, нормално сме идели на српски журки и на се сум бил отворен да сватам што се случува, зашто е ова така, зашто ова им се свиѓа на луѓето. И тоа го збориме во некој следен пат, бидејќи тоа е тотално друга тема и тоа ми изградено како човек. Најмногу ми се отворија погледите кога почнав да патувам подалеку од Македонија и од Балканот и кога почнав да идам на првите фестивали. Али тоа може да чуваме за летово. Тоа за следно, почне фестивалска сезона, да збориме за тие ствари, бидејќи за мене фестивал е едно од најголемите искуства што може еден човек да ги доживее во. Ја ќе бидам искрен, ја фестивал се уште немам искусено, ја и Дарко требаше патувам у Португалија да идеме летово. Тоа не се деси, ни го откажа Rolling Loud. Бевме загреани премногу, сакавме стварно да искусиме. Rolling Loud имаше преку 100 acts, онака низ 3 дена, уште 2 дена имаше журка, размислувавме и на тие да идеме. Дарко имаше купено карти и за Афро фестивалот, Afro Nation што ќе биде таму. Имавме многу ствари, тоа ќе беше ептан добро и да ги споделиме искуствата онака што и како. Rolling Cloud се ја извадија катастрофа според мене лајнап, за разлика од тој лани што го понудија. Пред 2 години беше понуден тој и тие 2 години многу сменија, сега има некои многу, да речеме, непознати артисти. Има доста UK ствари што мене ми се свиѓаат, ама не би ги гледал во такво издание тие UK артисти, брат. Би ги гледале некој по британски или по европски фестивал, што е стварно европски, а не овој американски, донесен само Европа. Така да ќе видиме што ќе се дешава, ама не знам. Ја сакам се уште да го искусам онака во право светло, у смисла сакам all out да идам, брат. Сакам да идам на нешто ко Коучела, сакам да идам на нешто такво големо, тоа да ми биде првото. Не дека сум некој таков сега, као да имам некои преголеми стандарди, не воопшто. Ама Европа нуди многу такви фестивали. Европа нуди, само треба да се погоди сега, посебно со пандемијава не се знае ништо што ќе се дешава, као купуваш карти и може да ти пропадне. Не е сега добро време за среќа нас не ни пропадна, ако успеавме да си ги вратиме парите, ама да, многу е сега непредвидливо, ама во иднина дефинитивно. И мислам и дури ко пандемониум да идеш да видиш 100 артисти и да после да збориме, мислам дека тоа ќе биде многу и за нас пред се интересно, ме разбираш како. Тоа ќе биде искуство, пошто знам како се чувствувавме после Future, зборевме онака за 3 сати, секој дел му го цепкавме што правел, како правел. И за исто беше и за Дрейк, така да мислам дека тоа кога ќе се деси, ќе се деси, се надам дека ќе се деси. Сигурно, да. Тоа ќе биде монументал, барем за мене, брат. Ја искрено фестивали ги сваќам ко преубава ствар, бидејќи се збирни места каде што има луѓе од цел свет, каде што можеш да упознаеш многу убави луѓе кои што исто така се пешанат за музика кој што си и ти. Не се сите само отидени таму за журка, нормално и ти идеш за журка, но ми ја сваќаш поентата како идат да искусат музика пред се, брат. Музика, култура, дружење, запознавање со нови луѓе и
Посебно тоа верувам дека е повеќе во нашиот домен него ли што е електронска музика. Електронска музика сваќам поише само за забава, ме разбираш, каде што овде буквално можеш да седнеш и да разговараш со некој за некој артист. Тоа ми се свиѓа, тоа би го сагал, друго не ме не интересира. Ја буквално брат, као нема ни да учествувам ни у шутки, ништо, само да го гледам и као настапува брат. Фестивал ми е за тоа. Се надам дека ќе се деси, се надам дека стварно ќе заврши ова сега моментално пандемија и дека светот ќе се врати у некоја нормала, кај што бевме буквално пред 2019, кај што барем можеш да планираш ствари за такви работи и дека ќе го направиме тоа, пошто тоа треба да се деси. Мора да се деси. Ќе го земи Марса со нас. И Бодан ќе го зема. Екипата мора да сака, брат, кој сака. Не смее да умре. Да, апсолутно, кој сака, ние сме отворени тоа као ако се дешава нешто, да, колку поише луѓе, толку боле, ме разбираш. Договараме едно комбе и идеме, брат. Апсолутно. Мислам дека сме добри за оваа емисија. Малце закашливме со организација се бајле. Кажам многу работи, се надам дека луѓе ќе опоштуваат тоа, бидејќи стварно онака даваш перспектива и даваме перспектива на ствари кои што денес не можеш да ги искусиш. Реално, колку и да сагаш, денес тоа не можеш да го направиш. Као не постои бавен интернет, не постои Napster, не постојат цедиња, као Пред сега е проблем дека луѓето имаат премногу информации и не можат да изберат што сакаат да слушаат и пак се слуша тоа што е вирално и тоа што е TikTok хит и тоа што е најпознато, така да сега е другата крајност. Да. Нашата екстрема беше кај што ние не можеме да стигнеме до музика, што требаше да ја бараме и да ја посакуваме, сега си презаситен од неа. Така да, ова ти што го збореше и тоа што ќе го зборам. Јас следна епизода мислам дека ќе тотална спротивност на тоа што фактички беше за нас и ќе видиме. Ама пред се мене ме интересира и луѓе ќе споредат и ќе кажат, се надевам барем дека ќе ни кажат колку е различно моето од твоето. А сме релативно ние сме врсници кои што се растени у исто време, само во два различни градови. Нормално, мене после средно све ми се менуе. Ја и ти се упознавме набрзо кон тоа 2011-2012 вали да се упознавме некаде и почнавме и да дружиме така да не е некоја разлика, као ја имам геп само буквално кај што сум у Скопје 2 години, кај што се уште се истражував себе. Мене ми беше чудно, брат. Ја немав луѓе тука, као бев оставен сам на себе, немав луѓе други од Радовиш. И онака ми требаше да буквално се качував у 50 и идев, се губев 22 фаќав, идев до Волково. Сакав Скопје да го научам, брат. Јас сум таков човек кај што сакам да знам све, сакам да научам све, сакам да искусам ствари, сакам да ги искусам сам. За следен пат да знам сам. Као не сакам да имам некој околу мене усмисла за тоа. И после тоа сфатив дека окей, тоа е грешно. Као сакам да имам луѓе у градов, као не ќе да бидам сам, не ќе самец да бидам. Имав другари од средно, ама пак не беа тоа што сакав, ме разбираш. Тука дое ти, тук се спојуве, ја не се сеќам као се спојувме, брат. Искрено не знам. Не знам брат. Не ми текнуе. Не ми е ни гајле искрено за тоа, само знам кај што сме сега моментално, ама као интересно е дека покрај тебе упознав многу луѓе кои што и понатака веќе после и као се тоа наддодава на тоа што сум ја, као колку и да е, многу ме нервираат луѓе што велат дека као карактер сам се гради. Карактер се гради со луѓето кои што се околу тебе, пошто индиректно или директно учиш многу од нив, гледаш што треба, што не треба, сите луѓе прават грешки, твое е само да извлечеш што правиш, што не правиш. Така да ја имам многу друга страна каде што сум растен во една средина и после сум се префрлил во друга, каде што па и овде беше, кај и моево не е ни Скопје, брат. Твоето е Скопје, каде што ти си растен овде основно. Ја учев у Јахја Кемал, приватно школо, малце изолирано. Ја бев ребел, за да искачам, за да буквално онака. Ја бев одличен студент, брат, 5.00 просек низ сите години, ама као не го сакав тоа, ме разбираш? Не сакав да бидам тоа заглавен дома учење само. Ми требаше друго. И Скопје некако го искусив на мој посебен начин, брат. Со многу рандом луѓе, со многу непознати луѓе, онака истата вечер се упознаеш и искачаш со нив правење ствари. Ја имам сосема поинаква прича за Скопје, ама тоа ќе видиме следна епизода. Пишете ни како ви се свиѓаше оваа епизода и слушате ни и гледате на следната епизода кај што Трајче ќе ги раскажува овие причи што јас ги зборев денес од негова перспектива. Честитете му него роден ден, кога ќе го гледате ова, најверојатно ќе му биде више или утре дента. Од четврток му е роден ден, така да фала што останавте со нас до крај. Се надам дека ви се допаднаа моите причи, пишете ни коментар. Апсолутно, да. И дефинитивно. се гледаме пак следна недела. Поздрав, дечки. Чао. Чао.